Продолжуваме понатаму со емисијава, почитувани гледачи. Мој денешен гостин и ваш гостин се разбира на програмата на ТВ канал од ВИС е господинот Шинаси Хасанов Шинко. Струмичани знаат за кого станува збор. Човек кој скоро целиот работен век го помина во спортот и физичката култура. Но за некои луѓе нема пензија, нема одмор. Оние кои го знаат Шинаси Хасанов Шинко, знаат дека најголемиот дел од времето, после неговото пензионирање, го помина во пишување книги, повторно поврзани со здравието и спортот. Господине Хасанов, добар ден и добро дојдовте во нашето студио. Добар ден и добро венајде. Овој разговор со повод, а поводот го држам во рацеве. Тоа е вашата книга Исхрана и додатоци во исхраната на децата и младите спортисти. Ова, колку што ја знам, е шеста ваша книга, така ли е? Да, точно. Што е тоа што им го нудите на читателите, особено на младите спортистите? Па, како што рековте, во моето 38 годишно професионално работење и понатамошното пензионирање, издадов 6 книги во врска со здравата исхрана и здравото живење, а врз основа на моето 54-5 годишно аматерско, волонтерско и професионално работење и активно делување во спортот, дојдов до констатација дека на нашите поднебје нема воопште однос во спортот спрема исхраната и здравото живење на младите деца. Затоа одлучив да ја напишам и оваа книга со насловот, како што рековте, значи, Исхрана и додатоците во исхраната за децата и младите спортисти, со стекнување на нова култура на исхрана, односно спортска култура на исхрана, која ќе помине во целосно практикување од страна на младите спортисти и низ целиот живот да знаат дека во спортот вториот сегмент за реализација на активни и многу успешни кариери и спортски, без разлика дали се и рекреативни, професионални спортски дејности, дека вториот сегмент во севкупните тие спортски активности е исхраната. На прво место е работата, усовршувањето, тактиката, техниката и така натаму, физичките, а на второ место е исхраната, односно реанимацијата после напорите, и создавање нови акумулации на енергии со кои организмот ќе може да издржи за понатамошните надпреварување, тренинзи и така натаму. Така. Самото тоа што го рековте работа и само работа, сето тоа не може да ги даде бенефитите, крајните резултати доколку немаме правилна исхрана и нели доколку немаме тие додатоци во исхраната кај младите и кај децата, се разбира, и не само кај младите. Тоа е важно за сите спортисти, апсолутно. Ова книга е намената за спортистите, но јас само делумно би се сложил со вас дека е важно за спортистите. Исхраната е важна за сите луѓе, така ли? Особено за луѓето кои имаат физички напори во своето секојдневно работење и така натаму. Има врска тоа со спортот. Земјоделците и така натаму. Во досегашните мои 5 дела, го анулирам ова сега последното, значи се истакнати претежно и спортистите и општата популација. Значи, предпоставка е сега како пример да не образложуваме кои книги што... Извинувам, ова го реков од проста причина што оваа книга заслужува да се најде во домашните библиотеки и на луѓето кои не се спортисти, значи, тоа сакав да го кажам. Да. Но, уште појаки аргументи за општата популација се претходните мои 5 книги. Да кажеме, ќе ја земеме третата книга, витамините и нивната улога за здраво и квалитетно живење. Значи, се што постои за витамини во светот е сублимирано во таа книга и се. Овдека се напомнети предпоставка, С витамин, Е витамин и табели во кои табели се знае каде се наоѓаат и така натаму, но, како што рековте, исто е употребата и за спортистите, но најглавната порака од оваа дело е да младите спортисти сватат дека мора да почнат со
специјална спортска исхрана за достигнување на одредени брзни резултати. Токму така. Се согласувам, пример се големите клубови во Европа, во светот. Оние најголемите имаат своји тимови, специјални тимови кои прават програма на исхрана за спортистите. Таму работат доктори во фудбалските, кошаркарските, како сакате, наречете ги другите клубови. Кај нас тоа го нема. Зошто е тоа така? Во професионалниот, само како мал додаток, во професионалниот спорт на Западот, сега ние не можеме да споредуваме со НБА, повеќе има стручњаци отколку кошаркаши. Така е. Значи, за исхраната од нутриционисти до кувари, да не ги редам сега сите, значи и психолози, и социолози, и педагози и така натаму, сите водат грижа за целото семејство на кошаркар. Сега, тргнувајќи врз научните основи, крвна група, висина, тежина и така натаму, се прави адекватен јеловник за недела, за ден и така натаму. И се знае, ако евентуално надпреварот, сега е многу карактеристично и многу ригорозно, со овој случај што е сега во НБА, да кажеме. Значи, секој трети ден има надпревар. Никола Јокич од Денвер има одиграно 109 надпревари. Тоа е страшен напор. Во една година, значи секој трети ден има надпревар со учество од околу 30 минути. Сега, за 3 дена тој организам треба да се поврати. Да се реанимира. Не само надпреварите, тука се и тренизите. Треба да се реанимира и да се создаде нов квантум на енергија за да може да се издржи другиот напор. Така. А умеѓу време треба да биде целосно ангажиран за акумулирање на психоменталниот статус за да се одмори. А во тој психоментален статус помагат и антиоксидансите, односно витамините и минералите, кои целосно помагаат за реанимација и припрема на организмот за другите напори. А колку е тој напорен спорт? Велам кошарката, НБА, ја спомнавте, како пример само. Да, меѓутоа примерот е многу убав. Го спомнавте Јокич, човекот кој пред неколку дена беше избран за MVP во НБА лигата. Замислете, еден човек од Балканот е прогласен за најдобар кошаркар во најелитното друштво во светот, кошаркарско. А колку е тоа напорен спорт, не само што кошаркарите се нон-стоп во авиони на терен и така натаму, зборува Дивац, своевремено беше долгогодишен кошаркар во НБА лигата. Тој денес ги чувствува напорите од тие многу и последици од тие многу мечеви одиграни во НБА лигата. Тој вели, јас не можам да станам од креветот ако еден час во креветот од кога ќе се разбудам, не се релаксирам. Да се релаксирам, да направам вежби во креветот за да можам да станам. Тоа е, да го имаш Шејкил О'Нил на вратот цело време, не е мала работа, така е. Добро, полека, ме радува тоа што полека, но сигурно и кај нас се посветува внимание на исхраната во спортот. Јас се надевам, без разлика колку некои клубови се професионални, полупрофесионални. Далеку сме ние од професионалност. Да, меѓутоа сите треба да внимаваат. Почнувам. Оти, нели, тие големи клубови дури носат своји готвачи на гостувањата во некој друг град. Така. А не што ќе ти дадат домакините да јадеш или во првиот ресторан да седнеш. Тоа е така. Значи спортот се повеќе и повеќе станува гладијаторски напори, подкрепено со науките. Со науките. Да. Бидејќи во спортот, јас кај моите пријатели им велам, мојот позив, факултет за физичка култура е вториот факултет по тежина по моја некоја класификација. Така. Бидејќи на прво место го ставам медицина и градежништво. Добро. Нашиот факултет е на второ место, бидејќи ние мораме остим умствено, треба да го научиме материјал, треба и практично да го покажеме. И треба да ја исполниме, да кажеме, во атлетика нормата. Сите 52 дисциплини ние мораме да ги исполниме нормите. 100 метри, 13-3,
1525 и така натаму и така натаму. Во пливање и да не ја замарам публиката. Затоа, значи, целосната наука во светот е кај нас. На крајот ќе завршам со обштествените, социолог, психолог и така натаму. Се е внатре. Така. Бидејќи исто така за менталниот статус, кој кај нас уопште не се обрнува внимание. Бидејќи кај нас има мешање психички и ментален статус. Така. Психичкиот статус е чувство, кое чувство е изразено со радост, тага, среќа, омраза и така натаму. Менталниот статус е подкрепен со разум. Резонирам. Дали ќе го направам тоа, нема да го направам тоа. Со што, како и... Значи, во спортот нема двојба. Мора едно. Ако ментално се насочиме дека во фудбалот ќе центрирам со десна нога со внатрешен. Така. Во тој дел од секундата нема преиначување на ставот, бидејќи на нервниот систем му даваме други наредби и не знае што да реагира. Така. Така да, значи, на менталниот склоп воопште не посветуваме внимание. И сите велат психичкиот статус, чекајте луѓе. Психиката е едно, менталниот. Значи, мораме да почнеме да посветуваме огромно внимание и на менталниот статус на сите, а тоа е поединечно. Но во спортот и на физичкиот. Прво е физичкиот, а второ е менталниот. И подкрепен со адекватна исхрана. Адекватната исхрана, односно, бидејќи сега во неа, ако земеме да анализираме, не е еден и два, туку се повеќе елементи и сегменти за да се реализира потребата и задоволството на организмот, за да биде реанимиран и припремен за новите напори кои го следуваат. Колку е возможно кај нас еден спортист, еден млад човек е правилно да се храни во услови кога комерцијализацијата си го прави своето, јадеме нездрава храна, јадеме нездрав зеленчук, овоши и така натаму, донесено од кој знае каде, како ние тоа да го препознаеме и како да се храниме здраво, ако се занимаваме со спорт и не само со спорт. Општеството не посветува адекватно внимание на здравата исхрана и за општата популација зборувам. Тоа зборуваме за цел свет, за цел свет. Значи прво е маркетингот и заработката, после сето друго е. Значи се повеќе и повеќе се оди кон западњачката политика да кој има ќе реализира, кој ќе нема ќе два пати ќе плаќа на некој начин и со здравје и со Така било и секогаш. Не е баш секогаш било. Јас и на претходните промоции на книгата, на книгите, во кои секогаш учествуваше и ти, бидејќи реков, екипата која победува не се менува и одиме понатаму. Ние имаме услови да создадеме органска храна, целосно органска. Со тие сончеви денови, со таа прекрасна вода и со едукацијата на земјоделците. Така. Да не одат преку леп погача, туку да го изработат и наберат најдоброто и најздравото за народот. Така. Бидејќи за тоа нашето општество нема адекватни услови, треба цели лаборатории, треба цели инструментари, ти рековме рече, да одреди дали е органско, дали не е органско, колку е застапен некој од ѓубривата кои не се адекватни за човечкиот организам и така натаму. Така да многу тешко, а што се однесува до спортистите, можеме да најдеме адекватни, бидејќи не мора се да биде во месото и во рибата за да се стекнат протеините. Апсолутно. Значи, рибата треба да знаеме од кај доаѓа. И која е рибата, значи ако е рибата риба, без разлика дали е од морско, дали е од речно или езерско потекло, е здрава и протеинска јака. Така. За нашите физички напори е прекрасна. Но претходно мора да има употреба и на јаглени хидрати и на белковини. Значи, јаглените хидрати ќе ги споредиме со тоа што ќе дадат енергија, белковините да не малку олабават, а протеините за да ни дадат нова сила и нова снага. Сето тоа го има во книгава и нема да откриваме се, бидејќи оваа книга треба да дојде во рацете на оние кои ќе бидат последен суд за вредноста на оваа книга, а тоа се консументите, нели, на ова четиво. Јас се надевам дека ќе
ќе има добар одглас оваа книга, како и претходните ваши книги, но кога сме веќе тука, ајде да се подсетиме кои книги досега ги потпиша со своето име и презиме и надимак Шинаси Хасанов Шинко. Да се подсетиме на претходните 5. Значи, првата... Ако не се лажам, коензим од 10 беше меѓу првата. Така е. Така, добро. Исхраната во спортот и коензимот Q10. Така. Тоа е првата. Така. Втората е со природна и здрава исхрана до врвни спортски резултати. Добро. Првата беше околу 90% за спортисти, 10% за општата популација. Добро. Втората, како што реков, со природна исхрана до врвни спортски резултати, исто така, околу 80% за спортистите, 20% за општата популација. Третата е витамините во функција на здравото живење, која веќе балансира околу 50-50. И за тие е потребна, и за тие е потребна. Четвртата е минералите во функција на здравото живење, исто така, значи 50-50. Петата е веќе нешто ново кај нас. Јас се нешто ново сакам. Така. Значи, генотипови и нивната исхрана. Бидејќи од мое лично искуство, доаѓам до констатација дека генетиката е многу битен сегмент во здравото живење. Апсолутно. И сите треба да се потрудиме да најдеме од претходните наши предци што се имале, како се имале, да видиме дали го имаме кај нас. Тоа е лесно да се каже, но тешко е да се пронајде. И да го отстраниме тоа или стопираме. За да немаме проблеми или, не дај Боже, пред време да си одиме. Тоа го зборувам како гаталец, Така. паталец, нели, не како гаталец, туку како паталец, бидејќи ги имам доживеано Така. тие здравствени проблеми и така натаму. Така да, тие се 5 книги, значи, во која генетиката се повеќе и повеќе треба да ја обрнувам внимание со упатства. Кој генотип, бидејќи таму има 6 генотипови, кој ген треба да се пронајдеш, кој генотип си, кој генотип, каква храна треба да консумира. Така, така. И последната, на некој начин сублимат, оваа, нели? Исхрана и додатоци во исхраната на децата и младите спортисти. Значи, намерно ја иницирав да биде само за младите спортисти, кои утре, други ден, треба да ја представуваат и општината и државата на адекватно ниво на спортските борилишта. Со тоа, сакам уште од млади години да почнат да ја создаваат, како преска што реков, да ја создаваат таа култура на спортска исхрана, преку која ќе дојдат до констатација дека многу ми им е полесно и така натаму. Бидејќи еден пример само ќе напомнам, кај нас се конзумира како течности се што е газирано, а тоа е строго забрането за спортисти. Така. Значи треба вода, вода и вода. Било кога, И тоа каде, чиста, чиста и чиста. било кога, каде и зашто, и плюс не во пластична амбалажа, туку во стаклена амбалажа, која стакло не се рециклира и не се трове, бидејќи после 4-5 рециклирање на пластиката, има многу агенции, односно отрови, кои делуваат на водата и така натаму. Колку оваа книга кореспондира со некои содржини од втората ваша книга, бидејќи и таму се занимавате со исхраната? Доста кореспондира, бидејќи во втората книга има и еднодневни рецепти за исхрана до одредени спортисти. Значи, во скоро сите спортски игри и дисциплини, предпоставка одбојка, со толку килограми тело, треба да јаде предпоставка дневно 3000 килокалории, разчленето тие 3000 килокалории во доручек, во оброк, во ручек, вечера и така натаму. Добро. Така да, значи, со калориите, сега, некаде е помалку, некаде е повеќе, зависи од спортската игра или дисциплина, така да најзагрозени се децата од ритмичко-спортската гимнастика, кои жалните не смеат да јадат ни 600 ни 700 килокалории дневно. Така. Добро, отприлика кажавме се околу оваа книга, но она што треба да го знаат гледачите е дека и оваа книга, како и претходните 5 книги на Шинаси Хасанов Шинко, ќе доживее своја промоција. Кога, каде, во колку часот? Прв пат пак нешто ново. Добро.
промоцијата на нов начин, кој досега во Македонија од моето искуство имам сознание дека не е на тај начин реализирана, ќе се одржи на ракометно игралиште. Ракометното игралиште во 4-та месна заедница кај влезот на старата касарна, која скоро го има реновирано. Да, каде што се наоѓаше ТВ канал од Вис, претходните простори, така. Благодарам, браво. Така. Се, значи во среда на 23 овој месец, со почеток во 19:30 часот, се поканети сите спортски здруженија од општината, врз основа на нивната масовност и опфатеност на децата, околу 256 деца, предпоставка, нели? Пандев, не. Академија Пандев, 20 деца, Беласица 10, каракирам се. Така. Има го списокот, не е тоа. И да се соберат околу 200 деца и прво ќе ги се поканети сите наши врвни звезди, спортски звезди, кои на некој начин со златни букви ја пишува македонската историја, со учество на европски и така. Спортска историја, да. Спортска историја, пардон, благодарам. Така да тие дадат свој удел и свое мислење кој е сегментот за исхраната во уделбата за реализирање на адекватни и врвни спортски резултати. Така. Значи тројца, четворица. Претходно, уствари добро, ако градоначалникот би требало да даде свое мислење, бидејќи има и спортистите, и на крајот ја ќе дадам свој прилог, образложение за книгата, а претходно, пред да почне промоцијата, 1000 книги, тиражот од 1000 книги, бесплатно ќе ги разделиме на сите спортски организации согласно нивната масовност. Предпоставка, не знам, Академија Пандев, 150, Беласица 100 и да не ги редам. Значи, целиот тираж ќе се даде бесплатно, се со цел децата да почнат да се едуцираат и во таа област во спортот и да почнат да создаваат нова култура на исхрана, спортска исхрана. Добро. Јас се надевам дека промоцијата ќе помине онака како што посакувате вие, како што посакуваат и сите оние кои ќе бидат присутни на истата, значи ги покануваме среда 23 во 19:30 на ракометното игралиште во 4-та месна заедница. Така. Добро. Она што го прочитав некаде е дека оваа промоција на книга влегува во една убава приказна која се нарекува Струмица град на културата. Така ли е? Во програмата на собранието Струмица град на културата, значи и ова го сметаме како културен настан во секој случај, бидејќи секоја книга е нели дел од културата без разлика на која од која област се занимава. Познавајќи го Шинаси Хасанов, претпоставувам веќе работите и на 7-та книга. Дали сум во право? Па завршена е. Ајде. Што е тоа? Сега поминувам во нов жанр. Добро. Значи еден автобиографски осврт со мои лични искуства, позитивни, негативни, здравствени и така натаму, професионални и така натаму. И мои совети од ментален, психички и обштествен карактер за надминување на сите тие проблеми. Супер. Во кои, како преска што напомнам, генетиката игра големо влијание и на крајот од книгата, да не должиме многу, на крајот од книгата велам дека сите мои, тоа е веќе од генетски поглед, си отидеа многу порано. Јас ги надминав во старосните години. Значи може. Може ако се сака. Ако се сака. А се што се сака може. Така. Добро. Тоа би било добро, повелете. Дали реков како се вика? Мислам да не откриваме се. Тоа ќе биде убав. Ама многу е впечатливо. Ајде, повелете. Многу е впечатливо. Бидејќи 2 месеци мислев како да е крстен. Добро. Љубовта е еликсир за се. Баш така. Се согласувам, многу убав наслов, значи ќе имаме убав повод за повторен разговор овде во студио и за нова промоција и така натаму. Останува да ви се заблагодарам за гостувањето на програмата на ТВ каналот Виз, да ви посекам успешна промоција во среда навечер и многу успех понатаму во пишувањето. Благодарам.
ја прв пат влегувам во студијето, ви го честитам и ви посакувам многу уште поголеми успеси отколку досега што ги имавте, да станете и национална телевизија. Благодарам.